Драги пријатели, во период кога во светот владее огромен дисбаланс, отуѓување, декадентност, автократија, нехармонија, секој пат е продуктивно да се вратиме на вистинското јадро, на целината, на квинтесенцијата на мудроста, на свесноста, на радоста, на единството, на она што значи апсолутно се. Многумина од нас се зафатени со бескраен тек лоши настани. Некој од нас не сваќа дека во секој момент постои можност да се ослободиме од овие форми и да го промениме својот живот. Само треба поинаку да реагираме на тоа што го доживуваме во моментот. Нашата реакција на настаните што ни се случуваат во сегашниот момент, а не само случување, е тоа што ја одредува нашата иднина. Нашата реакција на тоа што ни се случува го одредува следниот момент. Откако ќе го isprocesираме и сватиме ова, можеме да го промениме својот живот и конечно да излеземе од затворениот круг на кармата. Тоа е толку лесно, но треба освестување. Ако и денешната епизода на ние, макар на момент го разбуди тоа чувство, ќе бидеме максимално среќни. Токму затоа одлучивме да влеземе повеќе во светот на тај чи чуанот, дел од трите најмеки кинески боречки вештини, и за која се смета дека е една од најљубоморно чуваните тајни на кинеските мајстори по боречки вештини. Доколку малку продреме во зачетокот и историјата на оваа вештина, корените датираат уште пред 2000 години кога самата вештина завземала форма на еден засебен систем на тренирање. Но големиот таоистички мудрец Чанг Сенг Фенг, гледајќи ја борбата помеѓу жеравот и змијата, систематизирал 13 основни движења во тајчи чуанот. Она што може да се издвои како основен принцип на тајчи чуанот, како борбена и медитативна техника, е воспоставувањето превласт на психофизичката флексибилност, над ригидноста како и исполнување со квалитетна енергија со помош на минимални движења со телото. За да раскажеме оваа приказна накусо, да ги споделиме бенефитите и придобивките од практикување на тајчи чуанот, денес ќе разговараме со група протагонисти кои сигурно секој на свој уникатен начин не само што ќе ја раскаже и пренесе својата лична приказна, на крајот можеби и ќе го поттикне вашиот биолошки будилник за нова промена во вашето ново животно поглавје и почеток на нова животна резолуција. За почеток, запознајте се со Дана Силјан, наш познат Сифу, учител по тајчи чуан и здравствен Чигонг, председател на Македонската Вушу Федерација и главен учител во Вушу клубот Фейлонг, како и магистер по социјална работа. Дана Силјан е една од ретките дами кај нас која повеќе од 2 децении ја негува оваа традиција и ја поттикнува желбата како и знаењето на многумина за оваа древна вештина. Зошто тајчи чуан и Дана? Тоа беше сосема случајна средба меѓу мене и вештината. Се случи преку еден другар на брат ми кој што одлучи да тренира тајчи и случајно ми ја соопшти информацијата, викам дали може да се придружам еден час и отидовме на еден тренинг и како некако ми се допадна и си продолжив да си тренирам и без очекување дека тоа ќе биде на некој начин на моја професионална ориентација. Немав такви очекувања од себе. Мислев да си тренирам лично за мене, да едноставно да си подобрам флексибилноста, координацијата. Од секогаш сум сакала работа со тело, одев на гимнастика цело детство и
И така некако брзо се поврзав со вештина, некако ми легна и почнав да бидам поредовна, па понатаму ми се зголеми амбицијата, почнав да посетувам семинари и на тој начин дојде до основање на клубот Фейлонг и понатака и до регистрирање на првата и единствена македонска вушу федерација која што ги обединува сите кунг-фу дисциплини. Тачи главно е мек бокс. Првенствено мора да кажам дека тоа е вештина за самоодбрана. Понатаму на некој начин систематизирана и стандардизирана да се опфати аспектот на психофизичкото здравје. Меѓутоа, тоа го имаат буквално сите источни боречки вештини. Меѓутоа, ете, тај чичуанот, поради неговиот ритам во изведувањето на формите, има задржана една бавност која што луѓето ги застанува во времето. Или кој што е познато дека не постои време, туку постои часовник. Тоа со изведувањето на тајчи формите навистина може да се почувствува, бидејќи колку побавно се вежба, времето поминува побрзо. Односно времето на кое што го знаеме, кое што го одбележува часовникот, а всушност може да се почувствува на безвременска состојба на мир и спокој и мислам дека тоа е она кое што одредени практиканти се заљубуваат во оваа вештина. Тоа би била причината. Тајчи чуан вежбам 11 години. И можам да кажам дека се уште имам инспирација и мотивација да вежбам. Со дана почнав приватни часови за да се оправам постурата, имав проблеми со орбетот. И така се навлеков по тоа на вештината и еве ме 11 години. Тоа се должи всушност на предизвикот што дава вештината. Значи секогаш имам предизвик да научам нова форма, да усовршам некое движење, постура, да го подобрам дишењето. Исто така што многу ми се допаѓа во врска со вештинава е дека работи на повеќе нивоа. Значи покрај на физичко ниво, што осеќам дека ми е подобрено држењето на телото, цврстината на мускулите, еластичноста, исто така осеќам низ годиниве како вежбам подобрување на фокусот и исто така после тренинг многу побрзо влегувам во емоционален и во ментален баланс. Во 2009 година, можам да кажам веќе далечно, тогаш бев студент по сликарство, тука кај нас на факултетот за ликовни уметности, и почувствував дека ми е потребно нешто што ќе ми даде телесна снага, што ќе ми ја врати вербата во себе. Тоа е поинаку од самодоверба. Верба во себе значи да можеш да се потпреш на себе и да веруваш дека ќе си бидеш доволна поддршка во тешките моменти. Не знам кога прв пат сум чула јас за тајчи чуанот, меѓутоа, ете така некако in the back of my mind, нели, си тлееше таа некоја информација дека постои една кинеска вештина која што изгледа многу елегантно, многу рафинирано, значи префинето и со таа вештина всушност работиш и на себе и представува борбена вештина која што нели може и практично да се примени. Ме фасцинираше тоа што ете, постои борбена вештина што изгледа толку велелепно, толку високо естетски, морав да пробам. Бев изненадена што кај нас постои такво нешто, па ете се уклучи во една група каде што се запознавме со Дана и понатаму приказната почна да се развива.
тајчи чуан може да се практикува од 7 до 77 и до 107 ако се доживее. Навистина е вештина која што може да се практикува до крајот на животот. Кај нас во нашиот клуб има од 13-14 години имало до 80 и над 80 години членови. Сите со своја приказна некако? Секој со своја приказна, да. Некој првенствено доаѓа да си го подобри фокусот. Студенти сакаат да си ја подобрат концентрацијата за побрзо да завршат испити. Па потоа приказната почна така, па се развива сосема во друга насока, во зависност од амбицијата. Основите се останати какви што биле и пред 3-4 години, такви се и сега. Што значи, ние сме тие, центарот во нашиот организам е еден, чи како витална животна снага и енергија е таа, од кога постои човекот. И мислам дека и тоа е она што не врзува со минатото, сегашноста и иднината. И минатото, и сегашноста, и иднината се во овој момент сега. И во овој момент сега ние го имаме истиот центар, располагаме и со истото учење за виталната животна снага чи, која што е основа на нашето постоење, додека сме живи во ова тело, и тоа е станато исто. Јас сум прилично динамична личност. Од аспект на физичка активност и многу комуникации како екстроверт со луѓе. Така да секогаш се паметам себе си на велосипед, на планинарење, трчање по маратони, значи спортување. И тоа ми беше и ослободување од стресот, меѓутоа ми беше и уживање. Значи во таа активност ептен се пронедов. Почнав така да следам Дана. И ме фасцинираше, значи, видеата. Значи, тоа беше за мене прв пат да видам женско, така мокно, грациозно. Сликите кои што ги гледав, наградите кои што ги добиваше, ми беше фасцинантно и некако стварно се воодушевував. Дополнително на тоа, тајчи го гледав на видеа, многу грациозно изгледаше и како динамична личност јас јога не практикував, да се смирам, некако не ме привлекуваше, меѓутоа ова ме беше стварно предизвик. Собрав храброст, така, само отидов, се пријавив и викам, јас сакам Дана кај тебе тајчи да дојам да вежбам. Колку време си веќе, Ангелина? Па 3,5 години. Јас од секогаш го сакам спортот. Меѓутоа, во млади години сакаме подинамични и побрзи спортови, така беше случајот и со мене. Во помлади години вежбав аеробик, џогирав, малку гимнастика. Прилично екстремни спортови. Па да, татко ми исто така беше гимнастичар, така да во тие води бев во тие спортски води. Меѓутоа со текот на времето, со оглед на годините, со оглед на здравствената состојба, добив желба и чувствував потреба дека ми е потребно нешто друго. Во 2001 година имав операција на колкот, сега имам вештачка протеза, така да тоа на некој начин ме ограничи од многу работи. Не смеев да се оптеретувам, не смеев да трчам, не смеев да држам тешко. Меѓутоа со текот на времето бев во ситуација да барам начин на вежбање кој што ќе ми одговара и на годините и на здравствената состојба. Така да во 2012 се запознав со оваа форма, се запознав со оваа вештина и ги започнав своите први чекори. Искуството беше прекрасно. Од физички активности не се занимавав многу со спорт, со такви работи. Тек со спортска дисциплина, да кажам, со тајчи конкретно ми беше првото искуство со некаков спорт посериозно, да не зборам оние школските активности, нели? Пошто секогаш сум имала, мислев дека имам две леви нозе. И со тајчи сватив дека имам и десна и лева нога. Да ги балансираш двете страни. Се балансирам двете страни, сум имала две страни во животов, сум знаела да правам нешто физичко, си го разбирам телото. Детството мое беше поминато многу онака посветена сама на себе, индивидуално,
без многу луѓе во околина. Да речем поинтровертен тип? Многу интровертен тип. Книгата, цвеќињата и клавирот е толку. А со тајчето научив дека има цел свет околу мене, дека можам да се фокусирам на луѓето и на природата и на себе си во околината. Мојата приказка, ако ја барам за почетокот, мотивот или поводот на боричките виштини, треба да се вратам многу назад. Значи, изворот треба да го побарам во детството, каде што тогаш се вртеа филмови со Брус Ли, Чак Норис и некои други звезди. Како млад, нели сите млади, имаме некоја си мистериозност, скриеме во себе и радозналост и сакаме тоа да го научиме. После е веќе сосема нешто друго, значи мотивот како го влегуваш во приказката е сосема друга и веќе е друго нивото, малце подлабока. Значи дека негде така 20-тите години може и прв пат започнувате со некоја своја лична потрага по нешто? Значи во тоа време немаше клубови, имаше некои джудо и карате. После дојде, значи јас самиот, иако вежбам тај чи, јас сум самиот мајстор по аикидо. Јас сум трети дан. По реално аикидо, сега практично аикидо. Значи, приказката е малце подлабока. А разликата помеѓу аикидото и тај чи чуанот? Тај чи чуан има допирни точки, но можам да кажам дека понекогаш ми помага, понекогаш ми отмага. Многу тешки времења дојда. Ковидот не затвори сите. И тоа не натера да размислуваме на одредени теми што претходно не сме ги земале во обзир толку. Но јас секогаш сум била на таа страна, ме интересирала духовноста, ме интересирал личниот развој и така натаму. И сега во ковидот со какви ситуации се соочивме. Сите, јас, например, работев од дома. Работев во ненормални услови. Многу повеќе да давам повеќе од себе, сите дававме повеќе од себе. Значи, се исцрпувавме и физички, пошто ги немаш истите услови. Седиш во лошо столче, не е таа столчето од работа, почнува те боли вратот, долниот дел од половината, тоа те прави анксиозен, не можеш многу работи да завршиш, тоа се прелева потоа во другиот живот, те нервираат сите тука околу тебе, не можеш да постигнеш. И сега, и викам, каде сум сега јас? Каде ми е мене центарот? Додека јас се прашувам што правам, како да го надминам ова, случајно, ја тоа го викам божествена интервенција, на телефонот мој почнува да доаѓа едно змајче. Тако, значи логото од Дана. Ја видов Дана, видов што вежбаат. Прво си викав, не можеме со ова, кај можеме со ова, не можеме со ова. Јас сум и Прашалник, зашто? Не можам. И пак ќе ми се појави другиот ден. И викам, ова е тоа. И јас на крај на јуни, веќе се одлучувам и се јавам, викам ќе пробам. Не се почнува на крај на јуни, се почнува во септември, значи. Да, ама јас се дрзнав, нели? Дана одма одговори. И прво да ви кажам, си мислев, не можам, јас не можам, тешко е, ама ајде да пробам. Значи, мене ми е променет животот комплетно. Комплетно. Дана е една прекрасна млада жена, која е строга, бара, посветеност, самата дава, истото го бара. Бара да сме дисциплинирани, строга е, точно. Многу споделува искуство, што има поминато. Многу знае да каже на кои работи треба да се обрне внимание, каде треба сила да се употреби, каде не треба сила да се употреби. Се вежба долги години, мора да кажам, почетник во тајчи реално
многу долго време. Тоа трае, може да се 2-3 години во цела таа почетничка фаза, бидејќи вежбите и самите форми изгледаат многу едноставно кога се гледа од страна. Кога ќе се проба да се вежба, може да се свати целата таа сложеност на таа телесна математика која што треба да се свати и најчесто луѓето одмислат дека тоа е реален впечаток, дека ние знаеме што треба да се направи, меѓутоа телото не слуша. И тоа е една фрустрација која што треба да се надмине, меѓутоа истовремено и предизвик. Јас конкретно, пред да се занимавам со тај чи чуан, не сум се бавела со никаков спорт и никаква борбена вештина. Ја одбрав затоа што е дисциплина каде што нема терење, нема насилност, компетитивноста е секогаш сам со себе се такмичиш и се надпреваруваш и се надоградуваш. Нормално има и борбен дел каде што работиш со партнер, меѓутоа генерално фокусот е на самиот себе, да напредуваш во подобра верзија, да се апдейтуваш себе си постојано. Тоа е тоа што ја одвојува од другите класични борбени вештини. Ми се допаѓа што не е оноа класично кардиофорсирање, туку се работи за еден попасивен напор на мускулатурата, и таа издржливост што всушност се формира со вежбањето на тај чи чуанот, многу ми се нашла во животов во смисла, значи, ако го издржав овој тренинг денеска, се можам да издржам. Се борев со своите демони во моментот, се борев со нетрпението, се борев со сите работи што ми тежат од претходно од денот. Издржав, ќе го издржам и тоа што следи понатаму. Синхроницитетот е особено важен во сите боречки вештини, меѓутоа сега и за тај чи чуанот да кажам, бидејќи во синхронизацијата се случува таа енергетска размена помеѓу членовите. Бидејќи синхронизацијата го усогласува дишењето. И сега, оној кој што е најнапреден во групата која што вежба, го наметнува поголем капацитет на дишење и другите членови мора да следат и на тој начин напредуваат. Затоа синхроницитетот е многу важен од аспект на вежбањето. Сега, од аспект на овој психичкиот дел, кога групата диши како еден организам, има едно позитивно заборавање на себе си. Значи, во тој момент не е можно да се размислува на собствените проблеми, на секојдневните стресови со кои што сме обкружени. Едноставно, сме надвор од себе, а всушност сме повеќе во себе од било кога. Тајчето го гледам како едно доживотно учење. Огромна поддршка ми е на мојот личен животен пат. Се потпирам на вештината во секое време, дека во каква било ситуација можам да се вратам во баланс. Веќе знам техника како себе да се вратам во оска и во баланс. И да се справам со секој предизвик. Ова е еден друг тип на спознавање, затоа што нашето тело, како што знае Дана да каже, е одраз на нашата несвесност, но оно што не можеме да го вербализираме ментално и усно, нашето тело го изразува. Така да ова ми дојде како одличен склоп на мојот личен раст и развој. Има
некое чувство на смиреност и имаме некаков стрес и некоја агресија во денов што ја преживуваме. Со чигонгот научив да дишам и баланс да си најдам на телото и да се прикотвам на земја, да се стабилизирам, да се фокусирам. Тајчето ми помогна, пошто е сепак борбена вештина, имаме апликации борбени каде што вежбаме со партнер. Ми помогна да научам да ги наблюдувам луѓето, да научам нивната сила како да ја искористам за себе. Некако целата филозофија и психички и физички во едно можеш да ја вклопиш. Значи, дефинитивно многу позитивно влијае на целокупното здравје. И кај мене лично предизвикува емотивна рамнотежа и ментален баланс. Кога на вежбањето ќе го вклучиш и правилното дишење, како што кажа, правилната изведба на формите, тоа е многу важно. Дана навистина инсистира на правилно извршување на сите вежби и форми, само тогаш можеш да го почувствуваш вистинскиот бенефит. Сакам да сум позитивна, јас сакам да сум секогаш насмејана, иако не изгледам така секогаш, на видум сум многу намрштена и фокусирана можеби. Лута, да, фокусирана на нешто друго. Меѓутоа во суштина сум позитивна, а ваквиот тип на вежбање навистина уште повеќе ми помага. Го менува едноставно погледот на животот. Бенефитот во таичи чуанот, значи, го има и медицинскиот елемент. Тие другите боречки вештини, тој дел малце како да е запоставен. Така да тука го пренедов оној медицински дел каде што ја усогласува енергијата. Значи позитивно, негативно. Тоа е во енергетскиот дел. А сега имаме и физичкиот дел, значи онака како сила. Таа целата филозофија на кинеската медицина се провлекува низ таичито. Тоа мене ми се допаѓа. Бара како и сите боречки вештини, како и сите вештини, можам да ја земам и кошарката и фудбал, бара одрекување, нели? Сега колку ќе се одречеш, толку ќе имаш и толку успех ќе имаш. Така да тука ги гледам јас во тоа кога почнував, ја немав таа прилика. Значи да бирам овој клуб, тој клуб, ваков клуб, онаква вештина. Сега имаме лепеза на вештини и тоа треба да се искористи. Прво треба да се пробуваат ствари. Можда некому ќе му изгледа ова, мислам сум имала коментари од луѓе дека изгледа како баби да вежбаат. Мислам дека не е така, мислам многу бара дисциплина и сила и психичка и физичка. И мислам дека секој треба да проба барем да види дали може да се најде нешто добро во дисциплинава. Јас се пронедов себе си, навистина ми годи тајчито и мислам дека ќе вежбам уште многу долго. Можда некој кај се најде како мене, дали со физички некакви проблеми од седење, дали со интровертност некоја, можда ќе му помогне некому. Секогаш не вика симбиоза. Тука ние работиме заедно. Значи, се пратиме еден со друг, си ја пратиме енергијата. Ако некој сгреши, сите застануваме. Нема тука, се почнува одново. Никој не е нетрпелив, нема брзање, нема димензија време. На тренингот нема димензија време. Тоа е веќе навлезено во начин на живот. Значи, ете, успеавме да креираме еден стил на живот. Не знам дали гордост е вистинскиот збор, има сатисфакција, се трогнувам кога гледам дека се популаризира, дека повеќе луѓе го присвојуваат и им одговара тој начин на живот, тој начин на функционирање и на размислување и ме инспирира, всушност, ме инспирира и понатаму да продолжиме заедно, нели, да креираме една реалност што е малку на повисоко ниво, едно поинакво скалило на гледање на нештата, перцепција, значи восприемање на секојдневните проблеми, решавање поинакво, значи буквално е менување на целиот мајндсет и пристап кон општо кон сите работи во животот. Со
Со сиве овие споделени минути презентирајќи ја мистичноста и езотеријата на кинеската дисциплина. И по толку години само се потврдува големото влијание на древните медитативни техники кои се неизоставен дел, како и целата холистика на примената на тај чи чуанот, бидејќи тие ја представуваат суштината на превенцијата од заболувања и на одржувањето квалитетно психофизичко здравје и виталност. Тај чи чуанот и чи гонгот овозможуваат побрз проток на чи низ организмот и поефикасно содейство на чи со ткивата, а особено со крвта. Како што и еден древен кинески лекар Хуато има кажано, чистиот воздух кој го вдишуваме ја стимулира и ја храни крвта, а таа се разнесува по целото тело хранејќи го и со тоа спречува појава на болест. Чи циркулира од меридијанот на белите дробови, бидејќи на тој начин човекот воспоставува контакт со најважниот извор на енергијата, а тоа е природата. Затоа и овие древни медитативни вештини најчесто се вежбаат во природа. Веруваме дека со секоја споделена приказна денес и ваша минута која ја посветивте овде и сега, успеа макар на момент да ве поврза со сите наши главни протагонисти во приказната и да ве конектира со оваа неверојатна, трансформативна и сама по себе уникатна вежба, базирана на медитација во движење, односно вклучување на свеста во работата на различни делови од телото. За крај, доколку предизвикавме внимание и ваша желба за некоја нова ваша животна промена, започнете од овде, започнете од Тај Чи Чуан, како што споменавме и на почетокот. Запознајте се вистински со една од најдобро чуваните тајни на кинеските мајстори по боречки вештини, но истовремено применете еден префинет и сосема нежен начин за борбата против стресот.